Зголемениот број хоспитализации и амбулантски прегледи го алармираше раководството на Тетовската клиничка болница. Се работи на интензивна реорганизација со цел соодветно згрижување на сите. Од пред 2 дена пациенти се сместуваат и во болницата во село Лешок, бидејќи капацитетите во модуларната на инфективното и на интерното оделение брзо се полнат. Па ние за сега, значи со овие простори некако го менаџираме. Тукму заради тоа сега имаме ние секој работен ден за нас, као и вчера и денеска. Еве сега имаме состанок дали поради бројката што е зголемена амбулантските и тоа лош прогностички знак дека ние во идните денови ќе имаме нови хоспитализации, дали да се организираме и другите клиники. Едното го направивме, почнавме да ги редуцираме работите во други клиники и сега дали ќе треба само ковид клиники да направиме и дали, али имаме уште места слободни и го имаме и Лешок као резерва. На болничко лекување се 80 пациенти, а за жал во изминатите 24 часа има и 5 починати лица. Прогнозите на лекарите се дека бројките ќе се зголемуваат. Имаме починати 5 пациенти. Сега тоа е голема бројка и навистина сега пациентите ни доаѓаат и во тешка здравствена состојба, некои во приемот се во многу тешка, али како и да е, ние мора да излеземе пресред на сите пациенти. И навистина е тешко, али ние збориме за сега, али ние мора и да даваме апел како да се понашат во идните денови. Гледам и по пунктовите се собират граѓаните. Треба да знае секој граѓанин дека и без симптоми пациентот може да го носи вирусот. Така да морате дистанца и маска да држите било каде да влезете. Од Министерството за здравство информираат дека доколку е потребно, пациенти ќе бидат сместувани во други болници во близина или во Скопје. Во текот на утрешниот ден ќе се донесе одлука дали и колку дополнителен кадар во најкус рок ќе биде распореден. По големиот наплив на пациенти во Тетовската клиничка болница, здравствените власти размислуваат да воведат нови рестриктивни мерки кои што ќе важат за Тетово. Инаку овој регион е втор по бројот на активни случаи веднаш по Скопје.